Облеката не го прави човекот, затоа што така функционираат работите. Човекот платен со минимална плата, во нехумани услови, по 12 часови дневно ја прави облеката. Но тоа не е темата. Приказната која следи покрај мода, облека и скриени психолошки желби за апсолутна власт, има и понежна нота на другарство, делење меѓу себе и уште нешто. Една земја, два султани. Она што им го топли срцето на граѓаните и им ја враќа вербата дека може подобро е што политичарите веќе се координира, знаат што сакаат, не се воздржуваат да споделат идеја и костум. Ова е навидом мал знак, но како што вели think tank од Balkan Policy од Ванкувер, ова значи дека премиерот Заев ја има поддршката од Амди Байрам да продолжи по патот на реформите. Суптилен сигнал за ветар во едрата. Се очекува во наредна прилика да го видиме и Али Ахмети во султанска облека.